На предизборен собир што во Облешево го организираше коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, беше промовиран кандидатот за градоначалник на општина Чешиново Облешево Јорданчо Костадинов, а исто така беше представена и кандидатската листа за членови на општинскиот совет. Пред присутните партиски членови и симпатизери зборуваше председателот на партијата Христијан Мицковски, при што упати критики кон опозицијата, нагласувајќи дека постојат две неформални коалиции меѓу СДСМ, ДУИ и Левица, како и меѓу СДСМ и градоначалник на Скопска општина, кој поради криминал се наоѓа на американската црна листа. Додаде дека нивното работење е насочено против интересите на граѓаните и на државата, а ВМРО ДПМН за овие локални избори нуди вистински кандидати за градоначалници и за советници. Ова се избори каде се одлучува за единината на вашата општина, но и се одредува правецот по кој што сакате да се движи Македонија во иднина. Едно е сигурно, Македонија не може повеќе да чека, мора да има резултати, големи крупни чекори напред. А тоа можеме да го постигнеме заедно со силна волја и обединети. Драги пријатели, браќи и сестри, новија избори да го поддржиме Јорданчо Костадинов, кандидат за градоначалник во општина Чешиново Облешево. Тој е честен човек, домаќин, баш таков како што е потребен во општина Чешиново Облешево. Тој ќе биде вашиот човек во општината. Тој е оној што не те остава сам. Овој пат Јорданчо е твојот градоначалник. Човек кој се докаже со работа, со посветеност и со резултати. Човек на кој можеш да се подпреш затоа што знае дека да бидеш човек, тоа значи да бидеш од корист и на другите. Новија избори одиме со програма која е вистинскиот избор за вашите општини. Настапуваме со кадри кои се вистинскиот избор за развој на општините. Обраќајќи им се на присутните, кандидатот за градоначалник Јорданчо Костадинов нагласи дека ја бара поддршката од гласачите со крената глава, чист образ и со визија за иднината, како треба да се развива и кои се приоритетите на граѓаните на општина Чешиново Облешево. Уште во првата година од мојот мандат, грижата за нашите најмили децата ја ставаме на прво место. Субвенција за секое новородено дете и субвенција за секое новозапишано прваче. Но и субвенција за секое талентирано дете и за секој студент од нашата општина. Двете основни училишта од нашата општина целосно ќе се модернизираат по европски стандарди. Нашите деца тоа го заслужуваат. Почитувани, секој млад брачен пар што ќе одлучи да гради нов дом во нашите села ќе биде ослободен од сите комунални и административни такси во општината. За сите пензионери ќе обезбедиме соодветна просторија за нивно релаксирано и опуштено дружење и организирање. Социјална помош и грижа за ранливата категорија на луѓе. Со домаќинско планирање на средствата од буџетот од општината, како иден градоначалник на општина Чешиново Облешево, ќе ги помагаме сите спортски клубови во општината и ќе одржуваме постоечките спортски терени и ќе градиме спортски игралишта во сите населени места. Земјоделието е главна стопанска гранка во општината и затоа јас како иден градоначалник ќе формирам советодавно тело кој на нашиот министар за земјоделие ќе му понуди конкретни мерки и предлози за земјоделската политика и ризопроизводството. Во представувањето на дел од предизборната програма, тој додаде дека внимание ќе биде посветено на здравата и чиста животна средина, поради што ќе се залага за набавка на ново возило за собирање отпад, а со поддршка од владата до крајот на мандатот ќе се решава проблемот со водата за пиење. На предизборната промоција во Облешево зборуваше и пратеникот Драган Ковачки, носител на листата за пратеници во изборната единица 3 на последните парламентарни избори. Тој истакна дека заедничка цел е да се менуваат и развиваат сите општини во регионот, за што е потребна силна поддршка од владата, а токму тоа го имаат со актуелната власт. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.